Саботно издание на регионалните вести. Ерозија на земја кон местноста Бањиче секојдневно го уништува кеот на реката Пена. Поради свлечиштето на земјата уништени се дел од подпорните зидови на кеот, одронати се делови од тротоарот, а постои ризик да биде однесен и дел од патот долж реката. Кеот на реката Пена кон пределот Бањиче секојдневно ерозира. Слечиштето на земјата однеси дел од тротоарот покрај патот кој води кон ово излетничко место. Паднати се неколку подпорни зидови. Геолозите велат дека ерозијата на земјата е последица на поплавите во август минатата година, кои ја нарушиле стабилноста на земјата. Нерегулираност и неочистеноста на коритото на река Пена допринесува за големите штети што ги направи поплавите. Меѓутоа, после поплавите, причината е што не се презедува соодветни адекватни мерки за санирање на коритото на река Пена. Ако не се превземат навремени, благовремени мерки за санирање на ова штета, штетите ќе бидат уште поголеми и дел од патот може да биде зафатен и да биде однесен во река Пена. Геологот Багашов се сомнева дека подпорните зидови долж кеот на река Пена се изградени по предвидениот проект. Кога би се запазиле стандардите за градба, последиците од поплавите кон пределот Бањиче не би биле со толку голем обем. И нерегулираните водотеци покрај кеот на реката Пена придонесуваат ерозијата на земјата кон пределот Бањиче да биде се поинтензивна. Тетовци чии домови се лоцирани покрај реката велат дека повеќе пати побарале од властите да превенираат со регулирање на кеот, но и на водотеците, но од општината не добиле никаков одговор. Не се преземаат никакви мерки за слечиштата на земјата, кои представуваат голем ризик и за пешаците и за возачите. Деца може да падне, па деца, па луѓе со кола, па со камион, па со трактор, ќе се убијат. Знаеш колку вистина голема е овде? Овој треба потхитно да се земе мерки и да се направи. Дали ќе се преземат мерки за последиците од поплавите во овој дел на Тетово? Не успеавме да добиеме одговор од локалната самоуправа, но општинските власти во неколку наврати претходно се изјаснија дека штетите од невремето предизвикани во Тетовско ќе се санираат заеднички со акцискиот план за превенција од нови поплави, изработен од странски и домашни експерти. Планот предвидува регулација на речни корита, урбанизација на руралните средини и обнова на браните, но се уште не се знае кога ќе започне неговата реализација, која според градоначалничката Теута Арифи ќе зависи од финансиите кои треба да ги одвои владата и меѓународните организации. Решен работниот статус на 16 наставници од гостиварските основни училишта. Решенијата за вработување им беа доделени на пригодна свеченост во општина Гостивар. 16 наставници од гостиварските основни училишта кои досега биле ангажирани на определено работно време добија решенија за трајно вработување. Решенијата им ги врачи градоначалникот Невзат Бејта на пригодна церемонија во општината. Ми представува големо задоволство што конечно се регулира статусот на наставниците кои имаат должност да бидат посветени во улогата што имаат како воспитувачи на младите генерации. Ние како општина правиме максимални напори да ги средиме училиштата и да создадеме поповолни услови за унапредување на образовниот процес, порача градоначалникот. Ова е втората група на просветари од гостиварските училишта кои добија решенија за вработување на неопределено време. Во првата група лани во декември беа офатени 70 наставници и професори. Поголемиот дел од нив вработувањето го чекале повеќе години. Од општината најавија дека во наредниот период ќе биде решен работниот статус и на други наставници ангажирани во училиштата кои ги исполнуваат условите. Промената на времето негативно влијае врз здравјето на луѓето. Најчувствителни се хроничните болни. Периодов бевме сведоци на постојани промени на времето. Имавме наизменично студени денови со дождови и ветрови, па потоа сонце и повисоки температури. Временските прилики имаат влијание како на нашето расположение, така и на функционирањето на целиот организам. За некои луѓе може слободно да се каже дека се метеопати, бидејќи нивното здравје е директно поврзано со атмосферските промени. Особено чувствителна категорија на луѓе представуваат хроничните болни, кои страдаат од заболување на срцето, висок крвен притисок, проблеми со дишните патишта, астма, артритис и друго.
Симптомите се менуваат од човек до човек и нивниот интензитет во основа се зголемува кај повозрасните и оние луѓе со заслабнат организам поради појавата на некоја болест. Во анкетата на телевизија КИС тетовци откриваат како врсни влијаат промените на времето. Како влијае врз вас времето? Некој денови е топло, некој денови е ладно. Времето влијае многу лошо, нарочито ние што имаме малку повише години. Кога е топло, не можеме да го трпиме. Кога е ладно и тоа не можеме да го трпиме, тешко е. Нарочито тие со остеопороза, со дишните органи. Променливо, али види, во февруар месец не можеме да очекуваме нешто другаче, а топлije е, што кажува топлije е. Него што посекот. Посебно да речем за мене не. Али некому кој е нарушено здравието може да е промената за него негативна. Не, за мене не е поточно, за мене лично. Ја не чувствувам ништо посебно, што. Време е тоа од Бога даено. Тоа е. Важно да биде само чисто тето воздухот, тоа е најважно. Да биде убаво, да не е загадено и за младиве поколенија, за децата. Никако, како влијае, лошо влијае. Притисоци, идемо на лекар, тоа. И за децата добре е да шетамо со нив. Добре, пошто тогаш има грипови. А кога е топло, супер е. Добре, времето, спрема времето, кој месец се наоѓа, одлично е. Во деновите од викендот Македонија ќе биде под влијание на антициклонска циркулација, која што ќе услови претежно сончево време, но поради ладната воздушна маса се очекува и постудено време, особено во текот на ноќта и раните утрински часови. Во наредните денови ќе преовладува стабилно време. На почетокот на неделата не очекува умерено облачно со сончеви периоди. Попладне во северозападните, западните и југозападните предели нестабилно. Услови за врнежи од дожд ќе има и во вторник во цела Македонија и дневни температури од 6 до 14 степени. Во утринските часови ќе има негативни утрински температури, а преку денот температурата ќе биде во покачување. Веќе втора година поред аплицирањето за субвенции во земјоделието се одвива исклучиво по електронски пат. Еден дел од земјоделците во Тетовско, иако на повозрасни години, ја научија работата со компјутер, а другиот дел за помош се обраќаат во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието. Во ерата на компјутеризација, познавањето на работа со компјутер стана нужен предуслов за секојдневно функционирање во било која сфера од човековото живење, па така и повозрасните земјоделци од Тетовско мораа да ја совладаат оваа вештина најмногу затоа што втора година поред аплицирањето за субвенции во земјоделието се одвива исклучиво по електронски пат. Останатите земјоделци за помош се обраќаат во регионалното одделение на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Тетово. Со оглед дека ова е втора година како започна поднесувањето на барањата по оваа мерка преку електронското поднесување на барање, се разбира дека голем број од земјоделските стопанства се сретнуваат со проблем по однос на тоа што се возрастни претежно носителите на земјоделските стопанства, но и помладите на некој начин се сретнува со проблем затоа што покрај она што треба да се прикачат одредени документи, треба да се подготви еден деловен план, кој деловен план го има образецот во самото електронско барање, треба да се симне и да се пополни, тука се значи трошковите и приходите за инвестицијата за која е наменета и спрема она како капацитет што го располага, со оглед, како што кажаме, дека земјоделците се уште не можат така лесно да се снајдат, тие се обраќаат кај нас тука. Ние сме сепак институција која што е за земјоделците. Ние сме подготвени да им излеземе во пресред, да им помогнеме во однос на аплицирањето со тоа што се разбира им ги даваме сите оние потребни насоки, а тоа е регистрацијата да биде прво преку емайл адресата во нивниот регистар, каде што ние со нивната регистрација и добивањето на корисничкото име и паспортот влегуваме во електронското барање и сите оние документи што треба ги тука
скенираме, ги прикачуваме и им помагаме, односно им го правиме и деловниот план, доколку самите не се во можност да го подготват. Со тоа, значи, како агенција сме на располагање на сите баратели, односно оваа мерка, да дојдат тука, да ја извршиме, да го извршиме ова поднесувањето на електронското барање и да едноставно земјоделците аплицираат и ги искористат оваа мерка. Освен пријавувањето на јавниот повик за финансиска поддршка по електронски пат, оди и доставувањето на потребната документација. Па така заинтересираниот кандидат треба да има знаење за печатење на документи, нивно скенирање и прекачување на фајлови. Исто така треба да има познавање од регистрирање на корисник на систем преку корисничко име и лозинка. Треба да креира и електронско барање за да може да поднесе барање по оваа мерка. За да може да поднесе електронско барање, мора во подрачната единица во регистарот да достави, односно да има емайл адреса преку која ќе добие после регистрацијата користничко име и паспорт, со кој користничко име и паспорт ќе може да се влезе во електронското барање и да се конкурира. Во електронското барање потребни се, значи, да се прикачат профактура, мора да подпише и завери изјава на нотар заверена за да се види со кој парцели конкурира и треба да се прикачи подготвен деловен план за неговата економска активност по однос на земјоделското стопанство, да се види колку е економски оправдана инвестицијата. Сите овие електронски се прикачуваат, а се разбира доколку имаме и градежни активности, тогаш ќе треба да се прикачат и додатни документи како што се имотни листови и други документи што се врзани за понудата, доколку се користи пак услуги од одредени лица, дали физички или правни, исто така треба договори направени со тие физички или правни лица, од правните лица понуди, така да имаме повеќе некои документи, зависи од која од оваа мерка ќе се искористат, која да речеме од оваа мерка инвестиција ќе се искористи. Принципот, значи, после електронското барање поднесување треба да се испечати барањето и тоа барање треба да го лично подпише подносителот на барањето и во пишана, односно преку пошта треба да се достават заедно со придружните овие, да речеме, документи што треба да се испратат. Како што стои во повеќето објавени повици за аплицирање, барањата кои не се поднесени по електронски пат нема да се разгледуваат. Освен аплицирањето за финансиска поддршка во земјоделието, веќе години наназад пријавувањето на кандидатите на огласите за работа во државни или јавни институции и исто така исклучиво по електронски пат, а во ова време на напредна технологија, граѓаните по електронски пат можат да плаќаат и даноци и разни сметки. Стравот од критиките за нивната работа владите во многу земји во светот ги тера да прават што можат за да ја попречат работата на граѓанските групи и невладините организации. Тоа искуство го делат и активисти во Македонија, анализира Радио Слободна Европа во својот видеоприлог на оваа тема. Во светот владите прават се што можат за да го намалат финансирањето на граѓанските групи кои се осмелуваат да ја предизвикаат нивната моќ. Ова се наведува во написот објавен во Американскиот Foreign Policy за граѓанското општество, кое е под се поагресивни напади од кога и да било порано. Соочени со независни граѓански групи кои наоѓаат начини да ги обелоденат нивните забелешки, владите ни светот почнаа молкум да работат на кратење на нивното финансирање. Од Африка и Источна Европа до Азија, автократите велат дека се борат со странското мешање со цел да ги спречат домашните и странските протести против нивните рестрикции. Овие напори, како што се наведува во написот, се полни со лицемерност и ги кршат основните права на изразување и на здружување. Всушност станува збор за обиде да се избегнат организирани контроли на власт. Доколку светот го дозволи тоа, тие ќе ја направат демократијата во празна школка
И иако периодично ќе се одржуваат избори на луѓето, ќе им недостига една од основните алатки за да се слушне нивната загриженост и нивниот глас. Ваквиот страф од цивилното општество е видливо во Русија и Кина, бидејќи и Путин и Джинпинг направија конкретен пакт со нивните народи. Ќе ви понудиме зголемен просперитет, а за возврат пуштете не да владееме без никаква одговорност. Ваквиот договор функционира додека економијата се развива. Но кога економијата има проблеми, овие лидери се плашат дека нивните народи ќе почнат да протестираат, вели Кенет Рот од Human Rights Watch. Енергично граѓанско општество помага во обезбедувањето владите да им служат на нивните народи. Кога лидерите се заинтересирани само за себе и нивните семејства, секако дека оние што се способни да истражуваат, протестираат и да укажуваат на корупцијата и на одговорноста на власта, стануваат закана за нив. Развојот на социјалните медиуми, посебно на мобилните апарати, покажа дека луѓето сега можат да ги бајпасираат традиционалните медиуми и да зборуваат меѓусебно без посредство на новинари. Овој начин е потешко да биде цензуриран од владите. Арапските бунтови, украинскиот Мајдан, движењата од Кина до Венецуела демонстрираа што може да се случи меѓу неуморните активисти и јавноста со користење на социјалните медиуми. Во некои други времења автократите владеа без да глума демократија, но сега научија да одржуваат избори, најчесто манипулирајќи ги гласовите, за да ја задржат демократската фасада. Затворајќи го политичкиот простор во кој граѓанските групи оперираат, автократите се обедуваат најмногу преку кратење на финансиските средства да го исцицаат кислородот од организираните напори да се критикува нивното владење. Ваквата стратегија е вонредно опасна за граѓанското општество. Повеќе земји се премногу сиромашни да имаат донатори способни да им даваат пари на невладините организации. И кога некогаш ќе се појави некој богат поединец да финансира некаква група која ја критикува власта, автократите често ги одвраќаат, напаѓајќи ги нивните бизнис интереси, заканувајќи им се со даночни истраги или рестрикции на нивните сделки со владата. Случаи на такви рестрикции има во Индија, Русија, Кина, Египет, Белорусија, Етиопија, Ангола, Мароко, Киргистан. Во Русија сите невладини организации кои добиваат пари од странство се означуваат како странски агенти, а слични закони има или се најавуваат и во Кина и во Венецуела, каде што активистите се етикетираат и казнуваат како предавници и шпиони. Иронично, многу од истите тие влади што ги ограничуваат правата на граѓанските групи, трошат пари во странство на лобисти или фирми кои се специализирани за подобрување на нивниот имидж. Владите во Русија, Кина, Египет и Азербејџан потрошија милиони долари во Вашингтон за да разубават сликата на нивната репресија. При тоа тие бараат оправдување за нивните нови мерки, при што често пати ги споредуваат со политиките на веќе етаблираните демократии, најчесто со нивните напори во борбата против меѓународниот тероризам, се наведува во написот објавен во Foreign Policy. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Властите и во Македонија на разни начини се обидуваат да ја попречат работата на невладините организации кои се критички настроени кон неа. Ова го велат луѓето кои, како што додаваат, скоро секојдневно се изложени на притисоци и пречки во остварувањето на својата општествена улога како чувари на демократијата. Соросоиди странски платеници, државни непријатели и предавници. Се епитетите со кои се дискредитираат невладините организации во јавноста, кои се критички настроени кон владините политики. Колку е поголема нивната видливост, толку повеќе се под притисок. Освен лична дискредитација, невладините организации се соочуваат и со низа сопки од институциите, со што дополнително им е оттежната работата. Граѓанското општество, доколку сака да ја исполни својата функција, мора да биде критички настроено. Организациите на граѓанското општество впрочем се грижат за законитоста, почитување на човековите права, владење на правото и демократијата, вели Џабир Дерала, председателот на невладината организација Цивил. Тие се чуварите на демократијата. И ако тие се стигматизираат, се карактеризираат како непријатели, странски служби, шпиони, предавници на се нешто, тие не можат да ја завршат својата функција во општеството. И колку повеќе такво нешто се случува во јавниот дискурс, тоа повеќе значи дека власта која го наметнува тоа на директен или индиректен начин преку медиумите и други мерки,
тоа значи дека таа земја живее во кусок на демократија, односно живее под притисок на авторитарна власт. Извршниот директор на Младинскиот образовен форум, Дона Костуранова, истакнува дека притисоците доаѓаат во различна форма. Освен преку социјалните мрежи и медиумите, според неа често притисок им се врши и преку затворање на институциите за соработка и со тоа спречување на една организација да работи. Пристапот до институции посебно последниве години станува многу тежок, особено ќе ги земам за пример организациите кои што работат со млади луѓе. И тоа е нешто како феномен што се забележува посебно од кога се јавија средношколскиот и студентскиот пленум. И тоа нас не создава ситуација каде што граѓанскиот сектор наместо да биде партнер на институциите, наместо да биде коректив на власта, наместо да биде активен придонес кон подобро општество, е паралелен со институционалниот систем. Идерала додава дека притисоците со кои се соочуваат се огромни, не само во јавниот дискурс, преку стигматизирањето во медиумите и говорот на омраза, како и против се она што невладините организации го прават, туку вткаени се и во политиките и практиките на самата власт. Безброј законски пречки имаме како граѓански организации кои се невообичаени за демократска земја. Имаме проблеми да ги спроведеме нашите активности на дневно ниво, на локално ниво, преку низа различни мерки кои се банални, тривијални. Според Костуранова, многу организации имаат направено значајни и корисни истражувања, анализи, предлог политики и тие не допираат до институциите и остануваат да седат во фиоки. Еден од примерите кои го посочува Костуранова е незаинтересираноста на Министерството за образование за нивната анализа за екстерното тестирање, на која не добиле одговор, а игнорирана била и петицијата подпишана од граѓаните. За време кое што е пократко од времето што треба да се прочитаат самите препораки, Министерството излезе со порака во јавноста каде што благодарат на препораките, но екстерното нема да биде пилот. Ние никогаш не добивме состанок, никогаш не седнавме на маса да објасниме зашто ова сме го направиле и да пробаме да ги пренесеме нашите мислења, затоа што некој не беше заинтересиран да чуе. Според податоците на Централниот регистар објавени во медиумите во Македонија во 2012 година, имало регистрирани 12.324 невладини организации. Силен земјотрес во Тајван собори 17-катна зграда која била полна со луѓе собрани да ја прослават лунарната нова година, при што загинале најмалку 5 лица, 35 се заробени внатре. Земјотресот со јачина од 6,4 степени според Рихтеровата скала се случил во текот на ноќта. Со појавата на денот штетите се откриваат во јужниот град Таинан, каде 318 луѓе се хоспитализирани. Соборен е цел стамбен комплекс со речиси 100 станови, а 10-годишно девојче и 40-годишен маж се извлечени мртви од рушевините, соопштија властите. На други места жена загинала откако била погодена со резервоар за вода, а спасувачите ослободиле повеќе од 200 луѓе од стамбената зграда Веи Гуан, а повеќе од 40 се хоспитализирани. Обединетите нации наведуваат дека во текот на јануари имало 13 воздушни напади врз болници во Сирија. Војната офанзива на сириските владини сили врз Апело принуди најмалку 15.000 луѓе да го напуштат градот, соопштија денеска Обединетите нации. Турската граница и натаму е затворена, но на тие што им е потребна медицинска помош се згрижени во локалните турски болници. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу вчера во Лондон изјави дека десетици илјади сиријци од Апело се движат кон турската граница. Продолжува бранот бегалци кон неутралната зона меѓу Грција и Македонија во реонот на граничниот премин и Домени, откаде во последните 24 часа преминале 2000 лица, соопшти грчката полиција. Во исто време во кампот за привремен престој на граничниот премин и Домени чекаат 1900 бегалци, кои се сместени во шатори и во автобуси, а други 3400 бегалци се пред бензинската пумпа во регионот, откако биле довезени со 69 автобуси. Грчката полиција предпоставува дека во следните 24 часа ќе се зголеми бројот на бегалци на граничниот премин и Домени, откако ќе заврши штрајкот на грчките морнари.
Њујоршката полиција го потврди инцидентот што се случил во раните утрински часови во реонот на Долен Менхетен, пред градските улици да се исполнат со луѓе и возила. Едно лице загина, а други две се повредени денеска во Њујорк, кога се урна кран поставен крај едно градилиште. Полицијата отвори истрага за причините за уривањето на кранот. Градежниот кран се урнал врз улицата и при тоа тешко оштетил десетици автомобили што биле паркирани. Карневалот во Рио де Женеиро би можел да доведе до рапидно ширење на вирусот Зика, сметаат епидемиолозите. Тие предупредуваат дека големата концентрација на луѓе на едно место представува лесно запалив вирусен коктел, кој би можел да експлодира и да го забрза ширењето на вирусот. Покрај преку комарци, вирусот може да се пренесе и преку сексуален пат. И покрај предупредувањата, властите во Бразил соопштија дека организацијата на карневалот се одвива според вообичаената агенда и дека нема никаква опасност. Времето денес беше претежно сончево со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринските температури се движеа од -4 до 2, а дневните од 3 до 9 степени. Според метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен југоисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од -7 до 3, а дневните од 5 до 11 степени. Завршува и ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен остаток од викендот.